последиците од текстилниот отпад ги чувствуваме малку подоцна. Значи не ги чувствуваме во моментот кога се создава тој текстилен отпад. Ги чувствуваме кога тој текстилен отпад ќе биде превземен од текстилните компании или од домаќинствата, ќе биде однесен на депонија заедно со комуналниот отпад. Што се случува во процесот на спалувањето, се ослободуваат хемиски токсични материи, посебно ако тој отпад е изработен, односно облеката е изработена од синтетички материјали кои што и како се користат во денешно време. Значи тоа е првата причина преку која што на некој начин го загадуваме воздухот и сето тоа го вдишуваме, ни се враќа на некој начин како бумеранг. А втората неповолна причина или загадување кое што го прави самиот отпад е преку дождовите. Значи отпадот е депониран на самата земја со дождовните води, сите тие химикали се слеваат внатре во почвата и ги на некој начин загадуваат подземните води. Затоа мора да се наоѓаат начини за справување со тој текстилен отпад. Едноставно треба да се влијае на луѓето, да им се малку разработи совеста за тоа дека директно тие се вклучени во загадувањето на сопствената околина,